Еве назад момент кога треба да го најавиме и денешниот гостин во Мундокаст, трета емисија поред. Фудбалер, истакнат поранешен репрезентативец на Македонија, една фудбалска легенда на Вардар, па и да кажеме дека и историското европско првенство на Македонија го следеше од клупата како десна рака на Благоја Милевски. Владко Гроздановски, добре. Добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи и уживаме во ова светско првенство, навистина одличен фудбал, одлични надпревари, многу изненадувања, така да овој месец е преубав. Со оглед на обврските, уживате со да гледате со добро друштво, добро мезе или во тесен круг на семејството? Па јас сакам да ги гледам сам надпреварите, да имам мир околу мене за да можам подобро да ги пратам тие надпревари, меѓутоа обврските нели со фудбалот, обврските со фамилијата некогаш не дозволуваат и затоа дел од надпреварите ги пропуштив. Обично ги фаќам тие ноќните надпревари каде што го имам мирот и затоа ми е многу криво што овие надпревари во 6 терминот, во 7 или во 9 тешко дека ги фаќам. Првото коло полека привршува, еве веќе со вечерашните и доцно вечерашните веќе утрински надпревари ќе го заокружиме. Вака еден краток поглед на резултатите и на изданијата на топ фаворитите до сега. Има ли изненадувања или можеби очекувавте некој негде да киксне, а некој од послабиве да собере некој бот? Па добро, у денешниот фудбал да кажам дека сите играат веќе фудбал. Има можеби фаворити, меѓутоа тие фаворити се само на хартија. Секако дека има изненадување. Имаше изненадување и на претходните светски првенства, Саудиска Арабија со Аргентина на прошлото го победи нели светскиот првак. Да, одма на старт. Така да секогаш има и тоа е нормално и ова светско првенство има доста изненадувања. Шпанија не победи, да речеме неколку други репрезентации кои што се сметаа за фаворити. Непланирано изгубија бодови, меѓутоа пак е можноста за поминување понатаму е многу поголема со оглед на тоа дека и третиот нели сега. Така. Поголемиот дел од третите репрезентации поминува и мислам дека во главно тие што се фаворити би требало да поминат во вториот круг, иако можеби резултатите не секогаш се по тоа што ги планираат. Така. Ако судиме по тоа, нели, почетокот и на Аргентина пред 4 години беше многу лош, па на крајот завршија на тронот, така и шпанците кои важат за фаворит број 1, но на што се должи таа нивна игра? Делуваа многу изморени поради долгата исцрпувачка сезона или како тоа да го објасни? Па видете, нешто е и до нив, меѓутоа не го забораваме фактот дека играчите на Зеленогорските острови играат во добри клубови. Они на самиот надпревар делуваа многу спремно, физички делуваат доста добро, организирано, освен тактичкиот дел добро што стоја на самиот терен. Тие и физички добро го издржаа тој надпревар. Обично тие репрезентации каде што играчите им играат во послаби клубови при крај на надпреварот знаат и да паднат физички, затоа што потрошњата е голема и времето нели е доста топло во Америка, меѓутоа тие делува многу спремно и така да не е само дека до Шпанија е заради тоа што Шпанија одигра слаб надпревар, они сигурно дека сакаат да победат и дадоа све од себе. Меѓутоа се прашува некогаш и противникот. Така. Може би го подценивме и ние и букмекерите, па и самата Шпанија. Така, меѓутоа момците издржаат 30 шута од Шпанија, опсада во второто полувреме 45 минути, извлекоа бот. Сега имаше една интересна споредба, бодот што го извлече Шпанија, го извлекоа Зеленогорските, го извлекоа Кабо Верде, Зеленогорските острови, Шпанија испушти 2, меѓутоа направија голем број аналитичари споредба со нерешениот резултат на Бразил, односно многумина веруваат дека Шпанија ќе го поправи ова, затоа што Шпанија има играчи, има игра, меѓутоа не веруваат многу дека Бразил ќе може да се извади, условно кажано, и да напредува до мера да се вмеша за медали. Јас не би судел после првото коло,
Многу пати е тоа докажано. Не знам дали се сеќавате 2010-та Шпанија прво коло. Од Швајцарија изгуби. Изгуби. Тогаш, ако некој прашаш докаде ќе стигне Шпанија, што би ти рекле, нели? Ако судиме според тој надпревар, мислам дека и Шпанија пак ќе стигне далеку. Скоро до, ако не и да го освои светското првенство, све е можно. Не би судел после овие надпревари, можеби е тоа само лош ден, можеби е тоа стреќа за противникот, не стреќа за самите шпанци и Шпанија ќе биде права тек понатаму кога ќе дојде елиминациите и кога ќе дојде четвртфинале, осмина финале, така да тогаш мислам дека Шпанија ќе биде најсилна. Меѓутоа, да, еве, имаат нали доверба дека Шпанија ќе има некоја недоверба во Бразил. Како ви се чинеше Бразил и вака тактички на теренот, меѓутоа и дека Мароко во првото полувреме беше... Кој беше тука Мароко, кој беше Бразил? Така е, ама Мароко е една озбилна репрезентација. FIFA ранглистата вика дека Мароко е 8ми у свет. Прошлото светско првенство полуфинале игра. Не можеме да кажеме дека ние го земаме фактот дека Бразил. Бразил од другата страна. Бразил, Карло Анчелоти. И не сме Бразил сега да одигра слабо или не сме Бразил некој да му се спротивстави. Бодови, ама пак ќе кажам, има и противници кои што се супер квалитетни без разлика дали се они атрактивни. Погледни го исто ростерот на Мароко и каде им играат играчите. Така. Ние можеме да судиме според тоа дали е Конго или е, не знам, Аргентина, дали е Јордан или е Франција. Али погледни го ростерот каде им играат на Конго, пример го спомнав. Погледни каде играат играчите, тоа се све играчи кои што играат во Лига 5 во Европа. Тој факт многу значи. Начинот на кој што играат секоја недела надпревари тие играчи е многу важен. Да, дури за мароканците интересно што беа пред светското во топ 3 репрезентации на кои што им се предвидуваше дека играчите најдобри трансфери би можеле да направат по светското првенство е пред некој ден Саибари, Бајер Минхен, веднаш по мечот со Бразил. Па сигурно, светското првенство е првенство кое што сите го гледаат, не само луѓе што се во фудбалот, али посебно тие луѓе во фудбалот, менаџерите, клубовите, многу внимателно го следат светското првенство и тука е можно за тие да најдат играчи што до тогаш можеби не ги виделе. Така да секој што ќе покаже квалитет и кој што ќе одигра на ова првенство добро, сигурно дека ќе се обезбеди трансфер во некој голем клуб. Плаче се гледа дека со поинакви очи денес го гледаш фудбалот, не е како кога беше дел нели од екипите и од репрезентацијата. Што би требало да биде сега пресудно? Тимската игра, индивидуалниот квалитет ќе се или кој тренер би издвоиле, бидејќи имаме нели звучни тренери моментално на Мундијалот или пак некоја посебна звезда што може да ги реши надпреварите? И двете. И за фаворитите и за оние во сенка фаворити што се. И двете. Индивидуалниот квалитет многу значи. Ти како тренер можеш многу да бидеш подготвен, спремен, професионалец, меѓутоа ако немаш индивидуален квалитет во тимот, тешко дека може да се направи успех. Индивидуалниот квалитет посебно доаѓа до израз до тие големи репрезентации, каде што противниците им се затвараат, играат дефанзивно и тој индивидуален квалитет треба да дојде во израз тогаш да се пројде тој низок блок на противникот. Меѓутоа и тактичката подготовка на тренерот, посебно на тие помалите репрезентации, видовме многу примери и ова првенство репрезентации со помал индивидуален квалитет, меѓутоа добар тренер, добро тактички поставени и издржа. Пример го земавме предходно Зеленогорските острови, Австралија. Австралија исто се бранеше одлично на надпревар со Турска. Турска беше, да не кажам, 3 класи подобра, меѓутоа резултатот на крај вика 2-0. Некој што не е гледал такмицата да го види само резултатот. Резултатот на крај е најважен. Значи може ти да играш колку сакаш и да имаш и 50 удари на гол, резултатот на крај е она што се брои и успехот е. Многу примери имали претходно и у историјата, многу пати рековме се враќаме наназад Грција како стана европски првак и многу други примери.
Јас не сум фан на тој фудбал, али резултатот е секогаш најважен. Една таква селекција што изобилува со индивидуални квалитети е Франција, а исто така има и тренер со долго искуство од 2012 е со тимот, па дали може според вас е Франција она добитна комбинација за ова светско првенство? Франција секако, дефинитивно. Селектор кој што многу добро ги знае играчите. Вчера слушнав некоја информација дека на светските првенства имаат само еден пораз. Од Тунис мислам дека беше не знам која година и поразот од Аргентина на пенали минатата година, значи он е колку 3-4 светски првенства и европски нема порази, така да тоа е многу битен факт, многу добро ги познава играчите. За индивидуалниот квалитет да не говориме, какви играчи има Франција, индивидуалци посебно горе. Еден од фаворитите секако заедно со Аргентина. Јас го гледав вчера во добар термин беше надпреварот во 3, кога бев слободен. Супер термин. Го гледав надпреварот. Аргентина е многу квалитетна екипа, многу. Не зборам само за Меси, Меси е чудо невидено, али како екипа се стварно добри. Меси имаше една интересна работа, например, Меси кога е на теренот, така се изразам и други околу него играат како луди, како на струја. Самото негово присуство од сите го вади максимумот, додека од друга страна многу луѓе веќе сметаат дека Роналдо малце ја кочи португалската репрезентација, дека влијанието што во овие години ги имаат на своите национални тимови не е исто како пред 10 години. Дали би се сложил за оваа констатација за Роналдо или сепак Роналдо е Роналдо и кој тим и која репрезентација да го има, тоа е Роналдо? Се сложувам до негде. Не би се сложил во тоа дека Роналдо е мотивација за самите соиграчи. Тоа сум сигурен затоа што е икона на фудбалот и секој сака да игра со Роналдо. Можеби Меси е повеќе тимски играч. Исто и на вчерашниот надпревар ги разигрува, асистира, игра дупли пасови, едноставно игра, не е тој тип на играч како Роналдо кој што да се разбере многу се различни. Ово е класичен напаѓач, ово е се спушта и позади у средина, така да различни се многу. Роналдо е повеќе поблиску до голот и можеби малце повеќе себичен околу таа завршница и можеби ради тоа збориме дека он ги кочи, али Роналдо е класа играч кој што со еден потек исто може да ти реши. И кај едниот и кај другиот мотивацијската или лидерската улога се неоспорни. Меси е пожив, поексплозивен, е побрз уште и помлад е 2-3 години од Роналдо. Роналдо има изгубено таа брзина на подолг простор, експлозивноста не му е на тоа ниво што беше од претходно и се осеќа тоа кај него. Кретноста исто не му е како што беше претходно, дека кај Меси неверојатно е, се уште не можеш да видиш ти слабост во неговата игра. Како е можно тоа, Влаче? Дали е до генетиката или овие работат пута 20 од сите останати? Многу пазат веројатно на начинот на живот. Преголеми професионалци се, меѓутоа и денешната медицина нуди многу можности. Не е како пред многу години. Играчите до 33-4 години го постигнува зенитот и веќе на 35-6 години се откажува. Гледаме сега многу играчи кои што и Лука Модрич е тука пример и уште неколку има, каде на 40 години веќе уште се држат играат на многу високо ниво и се меѓу подобрите и во самите клубови и во репрезентациите. Такво е времето, едноставно се нудат многу можности за рехабилитација, исхрана, нутриционисти, многу алатки за најбрзо можно опоравување, и самите играчи како доаѓа крајот на кариерата стануваат свесни дека тоа е најубавата работа што може да ја работат на светот и едноставно не сакаат да престанат. Јас преска го зборевме пред емисија тоа дека све можно, овие двајца може и следното светско да игра. За да ова рековме, ќе бидат ветер во грб за останатите, а изгледа ќе бидат и главни играчи на ова светско првенство. Неверојатно.
ги чепнавме малце еве Роналдо и Меси како условно кажано постари фудбалери, меѓутоа гледаме дека од првенство во првенство и воопшто од клупска во клупска сезона надоаѓаат нови млади квалитетни фудбалери кои што стануваат звезди веќе и самите. Што е клучното кај нив да се случи во нивната кариера за да не се изгубат некаде по тој пат на пофалби, на рефлектори, на звездосување, така да се изразиме? Да, има многу примери, има многу млади талентирани играчи, еден од кој што сега актуелен секако Јамал. Треба само да го следи патот на Роналдо и на Меси. Они двајца се на последниве, да кажам 20 години поставија некои стандарди и за мене треба да бидат модел и пример како треба младите играчи да се однесуваат. Не збориме само на терен, и ван терен. Социјалниве мрежи се лудост у денешно време и ги следам јас сите тие фудбалери, мора да останат на земја. Тешко, верувајте ми. Јамал има 18 години, сите го знаат веќе, планетарна звезда, навистина е тешко ти да останеш на нозе, али и самите клубови треба тоа да го контролираат за да го достигне нивото на овие. Халанд не е толку млад, али он е некој исто пример како Роналдо и Меси, различен тип играч, меѓутоа и он е веќе колку голови даде и на високо ниво игра веќе 6-7 години. Има многу и помлади фудбалери кои што секако дека може да ги достигнат Меси и Роналдо, меѓутоа треба да го следат нивниот пример. Го спомена Халанд, убаво ето и да малце да продискутираме и за овие други фаворити од сенка како Норвешка. После колку никад 28 години се вратија назад. После 98 Франција. Халанд дебитираше, што се вели, со 2 гола. Не бил ни роден минатиот пат кога играле светско првенство. Може ли сега нешто Халанд со Одегард нешто повеќе да допринесат и Норвешка да ја видиме малце тука и Сорлот и во другите линии се респектабилни. Имаат и позади имаат квалитетни фудбалери од Италија, од Германија. Квалитетна репрезентација. Секако групата видовме како завршија квалификации, што направија на Италија. Ја попарија. Иако Италија не е на нивото нели од пред некое време, али секако доминантно е поминаа групата, репрезентација составена од голем број на звезди, од Арсенал, од Манчестер Сити, од Борусија Дортмунд, од Атлетико Мадрид, тоа се све големи клубови и тоа сите тие играчи се носители на тие клубови. Одегард е капитен на втората најдобра екипа во Европа официјално. Да. Халанд да не правиме муавет за Манчестер Сити, така да тоа се репрезентации многу квалитетни кои што можеби да стигнат и далеко. Јас верувам дека и секој светско првенство се потврдува тоа дека и тие мали репрезентации од сенка, Хрватска 2 години, Мароко и претходни години стигале Кореја, Јапонија до полуфинале и не знам сега еден куп примери имаш. Сигурен сум дека некој ќе изненади. Нема шанси нема да биде интересно се Аргентина, Франција, Шпанија и не знам Англија да играат у полуфинале. Јас сакам баш да има некој таков. Интересно што ја спомна Англија, тука негде ќе беше и следното прашање, секое светско првенство, it's coming home. 2 финалиња на европски изгубени поред на светски првенства, до полуфинале и толку е. Сега малце и Тухел храбар состав изостави 5-6 звезди. Што мислиш за Англија и воопшто за Тухел како предводник на една репрезентација од кој што можеби најголем е притисокот на нивната клупа да се седи? Мене Саутгейт, искрено да ти кажам, мене ми се свигаше како селектор, затоа што себе тука негде блиско можеби нема малце и среќа да освојат, посебно тие 2 европски кои што играа финале. Едното и на пенали го изгуби. Да, али со Тухел не знам, искрено не знам како ќе биде. Не дека он е нов во Англија, он работеше во Англија, ги познава сите играчи. Може да изненади. Има без разлика што не зема неколку квалитетни играчи на ова светско првенство. Англија има доста квалитетни играчи и може да изненади секако дека е у тие 5-6 екипи кои што би требало да стигнат до самиот крај. Така, тука верувам и Германија, нели, како ураган влегува сега.
со еден дебитант, така да и германците може да догураат нели далеку, но што ќе им фали или што имаат за повеќе од овие останативе? Германија исто е селекција која што играчите веќе подолго време играат заедно, има неколку нови, али костурот на тимот е што долго време игра. Кимих, Ноер, везниве играчи што се усредина, Мусијала е веќе 2 или 3 европски светски, тука е, така да е и тие се секако, секое светско првенство тие се неколку 5-6 репрезентации е сега. Начинот на кој што играат е многу важен. Формата на најважните играчи е многу важна и сега е малце поразлично што да освоиш треба 8 надпревари да одиграш. Не знам и мене ми се допаѓа овој формат со да им се даде шанса и на помали репрезентации. Едино што може би проблем гледам во тоа патување и долги патувања, 8 надпревари до сам крај да одиграш и колку е тоа километри поминати, не знам. Може да дојде до некој замор, али пак имаат ротации, имаат посебно до израски до тие квалитетни репрезентации кои што имаат големи Такво и ростери. прашање сакав да ви поставам, бидејќи од многу аспекти ова историско светско првенство, но разликите, позитивно рековте, позитивно е за вас, но што е негативно освен патувањата и тоа? Може ли долгата клупа можеби да биде пресудна за сите овие работи? Па сигурно, тие репрезентации кои што имаат повеќе поквалитетни фудбалери, има простор да ротираат. Ако првите 2 надпревари ги добијат, третиот може и да изротира, да го сменат комплетно тимот, да дадат шанса на други фудбалери, а тие што им се звездите да ги одморат. Проблем е за тие помали репрезентации каде што реално немаат голем број на квалитетни фудбалери и они трите надпревари некако можеби на мускули да ги одиграат во групната фаза, али секако дека проблем ќе иде понатаму елиминациите, кога и со тоа патување и со ростерот ќе дојде до проблем. Затоа сека неизвестност има во првото коло, кога максимално се користат. Од нашите географски најблиски репрезентации, Босна и Херцеговина и Хрватска се на светското првенство. Босна 1-1 во првото коло со домакинот Канада, утре веќе со Швајцарија и последното коло со некој би рекол аутсайдерот Катар, меѓутоа аутсайдерот и скинобот на Швајцарија, додека Хрватска веќе вечерва игра со најсериозниот противник во групата, тоа е Англија, и остануваат мечеви со Гана и со Панама. Какви се шансите на едните и на другите за било каков дострел понатаму? Па Босна успех ќе биде секако ако ја помине групата, додека Хрватска е по мене поквалитетна репрезентација од Босна, иако Босна е една одлична репрезентација, не случајно е на ова светско првенство. Резултатите што ги направија во квалификациите и посебно во баражите, и го гледав на надпреварот против Македонија, се работи стварно за сериозен противник. Мислам дека успехот, најголемиот успех им биде дострел ако е поминат групата, додека хрватите со нив све е можно. Хрватска репрезентација, иако не е од нивото можеби од претходните 2 светски првенства, Хрватска е Хрватска, тоа се квалитетни фудбалери во квалитетни клубови што играат и реално би требало да ја поминат групата, иако тешка група е. Англија секако е тежок противник, Гана не е уопште за подценување и сите светски првенства се покажуваат како тврд орев. Панама може би е малку полесна, би требало да ја добијат Панама и понатаму зависи сега на која позиција ќе завршат, зависи како со кого ќе играат во таа елиминациона фаза, меѓутоа Хрватска е никош не може да ја подцениш и да речеш Хрватска не е тоа што беше, него Хрватска може и до сам крај да дојде. Влачи, имаш фаворит репрезентација, не те прашавме што ќе те направи среќен да ја видиш на тронот, ако судиме според тоа како ватрен навивач на Рома и Италија може би ти е омилена, навикнати сме веќе да не ја гледаме Италија на големата сцена. Па не сум навивач на Италија. Јас на ова светско првенство сакам успех за овие 2 репрезентации што ги спомнавме претходно, Босна и Хрватска, затоа што се тука од Балканот и затоа што ни се некако најблиски, а и хрватите многу ги почитувам и ги ценам ради нивниот центар за едукација на тренери и начинот на кој што системот на работа кој што го имаат и по мене треба и сите ние тука од Балканот, од Македонија да земаме
пример од нив како се работи во фудбалот и они имаат максимална почит од моја страна. Фаворит ми се свиѓа начинот на кој што игра Аргентина, светскиот првак. Без разлика што вчера надпреварот беше можеби малку полесен, во смисол според противникот, како тим се многу добро организирани и Франција. Јас мислам дека Франција и Аргентина една од тие две репрезентации дека повторно ќе го освои во светско. Да преминуваме малце во нашиве краишта. Ќе заврши светското првенство. Тие што се таму ќе поуживаат малку, ама веќе сите ќе ги коваат плановите за новите надпреварувања кои што надоаѓаат. Меѓу нив сме и ние. На Македонија следи Лига на нации, ќе треба квалификации за европско да се играат од оваа гледна точка. Какви сме моментално, а какви треба да бидеме? Па добро, видете, особено што од самата внатрешност сте имале можност да ги видите работите како изгледа. Бараш надпревар против Данска, сите знаевме дека ќе биде многу тежок, знаевме за каков противник се работи со Данска и како да кажам, кај нас македонците очекувањата се преголеми. Не сме ни малку реални, зборам за тоа што каде ни играат играчите, на кој ниво играат во клубовите, колку играат. Знаете како, сме дошле до бараш и сега ние готов. Нормално, треба да се надеваш, да очекуваш, али Данска беше многу квалитетна репрезентација, без разлика на све, да би треба да видиме реални дека се они подобри од нас. Овие два надпревари последните беа пријателски надпревари, каде што верувам дека селекторот сакаше да проба нови играчи. За мене не дека не се важни пријателските надпревари, него тоа има работи што се многу поважни за тие надпревари, да се видат нови играчи, да видат дали тие нови играчи можат да одговорат на барањата на селекторот, така да правото што треба да го очекуваме во септември Лига нации, иако групата не е ни малку лесна. Сега сме во Б дивизија, ние никогаш не сме биле во Б дивизија, квалитетни противници, подобри на хартија од нас, али фудбалот е чудо и јас верувам дека Македонија има квалитет, верувам дека има квалитетни неколку фудбалери што може да придонесат да се направат позитивни резултати. За мене успех секако би било и самото останување, тоа голем успех да останеме ние во таа Лига Б и се надеваме сите на позитивни резултати, нели? Така, имавме страшен прогрес на репрезентативен план, бевте дел од тоа историско европско првенство, но некако ја немаме сега таа генерација што ја красеше Пандев. Влаче од искуството колку е доволно да помине тој период за да дојдеме до едни такви играчи каде што може да се наделаме на нешто поголемо. И дали во младинските селекции, доколку сте, нели, секако од нас сте позапознаени како стојат работите таму, има ли некои контури што се исцртуваат дека можеме пак да очекуваме таков успех носен од овие деца? Знаете, тие фудбалери како Пандев, како Елмас се раѓаат. Некој ќе каже, треба да створиме играчи, јас се сложувам, треба да се работи. Меѓутоа, таквите се ретки и тие фудбалери се раѓаат и можеби треба да почекаме да се родат некои нови или можеби се родени што за некоја година ќе дојдат до израз. Македонија поднеме кај што има многу талентирани фудбалери. Јас сум вклучен во работата со младите категории, бев во федерација и тоа го знам. Се работи со младите фудбалери. Тоа е процес кој што малце е подолг и јас верувам дека во наредниот период ќе излезат нови фудбалери квалитетни. Ние тука треба да црпеме кострот на репрезентацијата од тие млади селекции U21, U19, U18 и треба да ги ствараме. Не секогаш се раѓаат вакви фудбалери, нели тие се реткост, али верувам дека Македонија има доста квалитетни фудбалери и дека во перспектива со добра системска работа во федерацијата, али посебно во клубовите, федерацијата колку толку има некои услови и можности да работи со тие млади категории 13, 14, 15 години. Генерално проблемот е во клубовите каде што клубовите не се средени, каде што клубовите многу малку инвестираат во развојот на млади фудбалери, а на нас тука треба да ни доаѓаат тие репрезентативци во перспектива.
Па сведоци сме и законски секоја нели во првата лига мора да си имаат и академија за сите дечиња од 5 линија па до сениори. На прсти се бројат тие тимови што го има тоа, но затоа до онаа генерација 12-13 години, тука се па и приватните школи на доста искусни, истакнати репрезентативци или спортски работници. Еден од нив сте и вие. Па како се плановите, каква е атмосферата во школата Гроздановски? Видете, кај мене школата е негде до кај 14-15 години. Тоа е возраст каде што децата треба да уживаат во спортот. Ајде, можеби не до 15, али до кај 12-13 години е секако тоа што го кажувам. Сега деца почињаат многу рана возраст да тренираат од 6 години. Заради фактот што сега се деца пред телефони, пред телевизори и родителите сакаат што порано да ги изнесат на улица. Ние бевме, наша генерација, постарите генерации бевме цело време надвор и тогаш почињавме на 10-11 години да тренираме фудбал. За мене тоа е се уште, како да кажам, почетна работа да се створи љубов према спортот, во случајот фудбалот. И тука не треба воопшто да се прави притисок на децата ако се талентирани дека тој готово фудбалер мора да биде, и ако е талентиран, на него му е пишано да мора да биде фудбалер, не мора ништо. Најважната улога на нас како тренери е да успееме да ги задржиме децата во спортот. Да тие деца сакаат, баш еве сега ги гледам и албумите, еден од примерите како дете да натераш да сака фудбал, купи му албум со сликички и тој утре ќе ти рече сакам да тренирам фудбал. А на нас како тренери е да успееме да ги задржиме тие деца во спортот. Сега веќе кога малку ќе пораснат, кога ќе влезат во тој период на пубертет и посебно кога ќе излезат од тој пубертет, веќе тука можат многу работи да се видат, дали тоа дете има реални шанси да стане професионален фудбалер или не. Затоа многу е важна, јас секогаш што го повторам, едукацијата на родителите. Таа едукација треба да ја прават самите тренери, да разговараат постојано со родителите, затоа што мислам дека многу се греши со преголем притисок на децата од резултати, од прерано правење на фудбалери на тие деца. Поголеми тренери од тренерите се родители. Така е, и зашто играл волку минути, зашто не играл таму, зашто играл позиција левбек, он треба голови да дава. Зашто си го ставил голман, треба да биде нападјач. Па ако не игра тука ќе го носам од еден, од друг, од трет клуб и така децата се губат. И по мене добро е што има масовност во школите, супер е тоа. И да се насочуваат децата за понатам кога ќе порастат. Така. Полека пред да го привршуваме разговорот, едно специјално прашање чувавме пред самиот крај. Поврзано и со нашите содржини, меѓутоа и со една репрезентација која што е на светско, која што ја спомнавме, тоа е Турција. Од оваа дистанца, 2 гола против Турција, во каква меморија ви останува? Дали како да се случиле вчера и самиот момент, особено што дојдоа против една Турција која што беше 3-то место во свет и чии што фудбалери беа уште на хартија да се смртат. Чекај, ти ми збориш за 2002, 2003. Да. Ја те разбрав сега за добро, нема везе. Секако убава меморија, убава, многу убава, млад фудбалер, 19 години, Турција 3-та во свет. Така е. Првиот надпревар официјален после светското првенство 2002 у Кореја, Јапан беше у Скопје. Така. Меморија тогаш беше Джиджи селектор. Ми се јавува, вика, ќе играш од почеток. Нозе ми се пресеков, какви играчи има Турска, викам од почеток. Ја од Цементара, као Цементара знаеме сите, стадионот каков е. Не е дека подценувам, ама условите за овој одеднаш се квалификациона утакмица против третата репрезентација у свет со светски звезди како што беше Емре, Баштурк, Хакан Шукур, Шаш, Рушту, кога го видов у тунелот со тие црните на образите. Назад ти се враќа. Знаеш, вака се викам дали е ова реално, али све тргна супер. На почетокот, втора минута гол и веќе се опуштив и
Добро идеше, штета што изгубивме, а истото се случи и таму во Истанбул, на Бешикташ стадионот. Исто поведовме и на крај пак изгубивме. 3-3 да не беше таа. 3-2, изгубивме. Така беше? 3-2, да. Водевме 1-0, Пошто 2-1. вие со нив едно време често во групи не 3-3 беше излегува. претходно со Ѓоре Јовановски беше таа, да. Така да убава меморија против една светска репрезентација, голови што секогаш ќе останат во убаво сеќавање. Така е. Лаче, секогаш радо се сеќаваме и на твојата кариера и нормално за тековните работи на спортски план што се случуваат. Редовен гостин, ти благодариме за тоа. Ние сме тука да ги поддржуваме секако и младите фудбалери, младите тренери, помеѓу останатото, нели, и школата која што вие раководите. Имавме убава една посета и една малце работна, малце и соуживање, затоа што ние фудбалов не го ни сваќаме како работа и како професија, него како кеф, убав теренски прилог снимивме исто, така ќе биде и во иднина и секако да се гледаме за убави работи и со успеси. Ви благодарам и на вас за поканата во емисијата. Јас сум секогаш тука, ви стојам на располагање затоа што оваа тема може да разговараме со денови, не викаат за џабе, најважната споредна работа на светот, нели? Па ете, возиња од 50.000 на 5,5 милиони, ја Джейлен Брансон прстен џабе освојуваше. Фудбал е фудбал. Да, Така,